Крушево и Македонија денеска се поклонија на своите великани и одадоа почит на оние кои што го дадоа својот живот за оваа слобода и држава која што ја имаме денес. Главната прослава за 120 годишнината од Илинденското востание се одржа на Мечкин камен. Стотината коњаници дојдени тука од цела Македонија. Од страна на граѓаните беа пречекани со овации и пеење на патриотски песни, додека председателот на собранието Тала Џафери, кој што се обрати пред присутните, беше пречекан со свирежи додека доаѓаше до споменикот на илинденците. Џафери порача дека Крушевската република, иако траела кратко време, била историска пресвртница во остварувањето на вековниот сон за слободна и независна држава. Џафери додаде дека творците на Крушевскиот манифест имале високо развиени цивилизацијски вредности и принципи за заедништво, толеранција и почитување на човековите права и слободи, без разлика на вера, етничка припадност, пол или социјален статус. Искрата од 1903-та пламнала повторно векот на антифашистичката борба, кога Македонија застанала на вистинската страна. Џафери додаде дека сега имаме држава и сите сме одговорни да ја чуваме и развиваме за нас и за идните поколенија и дека треба да годиме патот кој што бил веќе одамна детерминиран. Ова не се времења за наивни надмудрувања кои ќе резултираат со крајно иреверзибилни последици од кои никој потоа нема да може да се извлече. Време е за разум, време е за одговорност и висока свест и совест и да се донесе најдобрата одлука за иднината на државата и граѓаните. Колку и да е тешка. Тоа е сепак државничка одлука и мора да се превземе одговорност. Дури и да биде тоа по цена на некој иден политички пораз, по цена на позитивни или негативни реперкусии, сепак иднината ќе потврди дали е донесена правилната одлука. Граѓаните кои беа присутни денеска за празникот побараа македонскиот народ да престане со поделбите и конечно да се обедини околу своите цели за чување на државата и идентитетот, да престанеме да се делиме на патриоти и предавници, ако сакаме светла иднина на државата. Среќна сум што дојдов овде, а годиње немам дојдено. Знам историјата што значи за народов, се бореле за да е слободат Македонија. И белки слободна ке стоит долго време. Мора да се обединиме. Момент сам. Зашто Македонија постои само една, не три. А тие сили нешто ги имаме во светот. Да погледнат малку и на Македонија. Зашто Македонија прва почна Балкана да го ослободуваат. Илинден е најсветото, најубавото нешто во Македонија. Треба да бидеме сите заедно, нема делба. Една е Македонија. Македонија е на македонците. Многу политика. Не ни требат нас говори. Нас ни треба народот да му даде почит на тие што се долу паднати. А народот поделен? Народот поделен не е сложен. На Мечкин камен имаше дојдено и македонци од Бугарија, специјално за овој ден, кои што истакнаа дека не им е таму дозволено да го слават Илинден, дека Бугарија сака да го присвои востанието и не им дозволува да се декларираат како македонци. Но тие немало да се откажат од идејата еден ден да бидат признати како македонци во Бугарија. Голем празник за нас македонците. Въпреки че сме од Пиринска Македонија, сепак сметаме като наш празник. Најсветлиот македонски празник, символ на слободата. Кај нас бугарите го празнува како нихен бугарски, не признават, но борбата продолжува. Денес Бугарија сака да го земе како нивно ова востание. Тя едно востанието сака да го земе, верно, но сака да зема и македонскиот народ да го нема, което още по-лошо. Програмата на Мечкин камен беше заокружена со културно-уметничка програма.